Најмногу негодуваат оние кои имаат деца во претшколска возраст и кои истите не одат во градинка, меѓутоа ете ги чуваат некој баба, дедо, некаде треба да ги остават, тие треба да бидат во движење, да се качат во автобус и така натаму, и велат дека малку тоа е дискриминирачки кон нив, а овие другите кои ги носат децата во градинка се ослободени од таму. Ајде да го појасниме прво ова. Па многу е јасно, препораките се однесуваат за забрана и за општо за собири помасовни, за поголема група на луѓе. Нема никаква причина за деца кои што не се во поголеми групи, што не се во градинки или во училишта, да продолжат да бидат згрижувани таму каде што и до сега биле згрижувани. Проценката на управувачкиот комитет, на експертите, на епидемиолозите е дека во овој момент доволно е ова за кај нас. Состојбата во државата не е таква и за да се крева паника, но и луѓето да престанат да се движат. Ние рековме, се ограничуваат собири од поголем карактер, забранети се собири над 1000 луѓе, но забраната важи само за тие под 1000 луѓе. Препораката е да се откажуваат, ние како влада ги откажавме настаните, не сакаме да ризикуваме. Ова се превентивни мерки, значи ние немаме паника дека се шири масовно вирусот, треба да го спречиме, превенција за да не дојдеме после во состојба да треба реактивни мерки да правиме. Но се знае точно и во препораките точно е напишано за кого се однесува и зашто, така што и не треба и граѓаните да бараат нешто што во моментов нема потреба согласно препораките на управувачкиот комитет кој што дневно ја следи состојбата и епидемиолозите кои што се експерти за оваа работа. Така, побара, рековте дека ќе треба да извадат известна потврда од градинките и од училиштата за еден родител. Сега да не дојде нормално тука до некоја злоупотреба. Таа потврда исто така велат родителите како ќе ја добијат, на кој начин, дали може и ова да го појасниме, до кога ќе треба да ја издадат? Се работи за стандардна потврда која што било кој родител може да ја добие во било кое време дека нивното дете посетува градинка или училиште, значи не е нешто што не постои во моментот за разни други потреби, родителите може да извадат оваа потврда. Потврдите ќе се издаваат на име на само еден родител, со цел да нема злоупотреби двајцата, тоа го знаат училиштата и градинките, и тие ќе треба да бидат доставени до моментот кога ќе се пресмета платата за овој месец, значи има еден добар временски рок од добри 2 недели додека тие ќе треба да ги достават овие потврди. Околу препораките за приватниот сектор, таму како ќе оди со ослободувањето, вие велите им препорачувате да ослободат еден од родителите, меѓутоа дали тоа не е наредба, така што дали тоа ќе се почитува и како ќе се санкционира доколку не се почитува? Владата, освен ако не се прогласи вонредна состојба, нема никакво право да им нареди нешто на приватните компании или на локалната самоуправа. И токму затоа во одлуките одлучивме дека е задолжително за вработените во јавниот сектор и препорачуваме на вработените на локалната самоуправа и во приватниот сектор. Но, пак ќе кажам, се е јасно напишано, треба да се чита. Во точката број 15 од препораките пишува дека физичките и правните лица што не ги почитуваат и кои ги прекршуваат препораките може да бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законник. Со други зборови, ако некој работодавач или вработен во приватниот сектор не ги почитува препораките, а при тоа, заради тоа, се случува да биде заразено лице од вирусот, ќе следи кривична одговорност, во која што една од можните казни е казна затвор. Така што, согласно нашето законодавство, владата не може да нареди ништо на приватниот сектор, освен ако не прогласиме тотално вонредна состојба. А каква е проценката во овој момент? Нема индикации за такво нешто. Меѓутоа, има ли некаков временски рок, дадовте за една недела би процениле каква е состојбата зависно од тоа дали ќе има нови заразени, па ќе има мерки за продолжување или можеби за скратување, или овие мерки ќе важат секако 14 дена, значи нема тука скратување. Проценката е она што е проценката од вчера. Препораките се тие. Тоа е моменталната проценка. Ја следиме состојбата и понатака доколку има потреба ќе се воведат дополнителни мерки или можеби овие ќе прекинат. Прерано ја се каже, има управувачки комитет, експерти кои што на дневна основа ја следат состојбата. Во текот на денот ќе има уште една седница на владата каде што повторно ќе разгледаме одредени нејасноти можеби околу имплементацијата на препораките. Се следи состојбата под контрола, нема потреба за паника, но и нема потреба за да се обидуваат можеби одредени граѓани да добијат нешто и употребат нешто согласно тоа што јасно пишува препораките за кого и за што се однесува.